el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte. Да, добро разбравте. Македонски хакери наводно манипулирале со изборниот процес во Венецуела. Така барем тврдат властите во оваа јужноамериканска земја. Вината ја лоцира во опозицијските лидери кои, како што тврдат, им наложиле на хакерите да го запрат пребројувањето на гласовите кои од избирачките места доаѓале во изборниот совет, но сепак не успеале. По пребројувањето на гласовите беше утврдено дека Никола Мадуро освоил 51,2%, додека кандидатот на Сдружената опозиција Едмундо Гонзалес го поддржале 44,2%. Овие резултати беа причина за масовни протести во Венецуела, а Мадуро побара од Врховниот суд да ги признае резултатите. Македонските власти го следат случајот и очекуваат докази. Полицијата смета дека користењето на IP адреси регистрирани на македонска територија не значи дека во процесот биле вклучени македонски хакери, односно можно е да биле користени виртуелни приватни мрежи. Ова не е прв случај на наводна македонска вмешаност во изборен процес на иностранска држава. Пред 8 години Велес беше центарот каде беа креирани стотина интернет страници со лажни вести кои го фаворизира изборот на Доналд Трамп за претседател на САД. Сега велешени на американските граѓани им продаваат лажни банкарски картички со ликот на Доналд Трамп. Ги убедувале дека нивната вредност неколкукратно ќе се зголеми по повторното доаѓање на Трамп на власт. И зошто баш македонци? Тоа никој не знае.